Благодарам, председателке. Имаме предложено амандман, каде што во членот 2 се менува и гласи: по членот 30а се додава нов член 30б кој гласи: член 30б има 3 става. Прв став: повластената даночна стапка од членот 30 став 1 точка 20 од овој закон ќе се применува во случаите кога цената на електричната енергија со која универзалниот снабдувач ги снабдува потрошувачите надминува 5,1 денар по киловат час. Став 2: повластена даночна стапка од 10% врз прометот и увозот на електрична енергија ќе се применува во случаите кога цена на електрична енергија со која универзалниот снабдувач ги снабдува потрошувачите надминува 4,77 денари по киловат час, 4,77 денари киловат час, но еднаква или пониска од 5,1 денари од киловат час. И став 3: во случаите кога цената на електричната енергија со која универзалниот снабдувач ги снабдува потрошувачите е еднаква или пониска од 4,77 денари киловат час, се применува даночна стапка од членот 29 од овој закон. Целта на овој амандман се предлага данокот на додадена вредност за електричната енергија практично да биде зависен од цената на електричната енергија со која универзалниот снабдувач ги снабдува потрошувачите. Овој амандман е предложен затоа што во актуелниот предлог на закон за измени и дополнување на законот за додадена вредност се предвидуваат, како што рековме, намалување на стапката од 18 на 5% за увоз на електрична енергија за домаќинствата од денот на влегување на сила на овој закон до 30 јуни 2022 година, како и од оначување со даночна стапка од 10% за прометот и увозот на електрична енергија за домаќинствата за период од 1 јули 2022 до 30 јуни 2023 година. Поради тоа што зголемувањето на цената на електричната енергија, за жал, за да се намалат негативните импликации врз потрошувачката кошничка и врз домаќинствата, се применува повластена даночна стапка од 5%, меѓутоа повластената даночна стапка од 5% е со временска важност до 1 јули 2022 година. Овој амандман се предлага со единствена цел да не биде злоупотребено донесувањето на законот, односно воведувањето на повластена даночна стапка само како алатка пред локалните избори кои што треба да бидат одржани, а потоа и поради тенденциите и поради оно што го спомена заменик министерот дека цената на енергенсите се високи и доживуваат свој пораст на пазарот, да не се случи да имаме ценовни шокови кои што ќе се случат за населението посем прекинувањето на важењето на овој закон, односно посем 1 јули 22, а особено посем 30 јуни 2023, кога практично треба и да престане да се користат овие повластени даночни стапки, а се очекува со либерализацијата на пазарот, се очекува да има дополнително зголемување на цената на струјата. Поради тоа предлагаме еден ваков амандман во кој што да, ќе се применат истите механизми, онака како што ги предвидела владата, нема да има промена во тој дел, меѓутоа овој член 30б ќе има важење во оној дел, односно ќе биде поврзано не со временскиот рок на важење на законот, туку со цената на електричната енергија. Затоа што ако се спореди моменталната цена со ланската цена, која што беше 4,77 денари, забележуваме дека има покачување од 12,5 до 13% на електрична енергија, оттаму и се изведени како референтни вредности 5,1 денар за киловат час и 4,77 денари по киловат час, соодветно едната да важи за 5% за повластената стапка од 5%, другата да важи за повластената стапка од 10%, се со цел да се избегнат ценовните шокови на пазарот на електричната енергија, односно ценовниот удар врз домаќинствата по истекување на законски предвидениот рок 1 јули 22 и 30 јуни 2023. Доколку нема позначајни поместување на пазарот, предвидено е да се применуваат стандардните даночни стапки. Тоа би било тоа, накратко. Благодарам.